Почитувани, сведоци сме на молк од Министерство за образование и наука за потрошените половина милион евра за печатените привремени учебници. Молк за огромниот скандал преку кој власта повторно наоѓа простор и начин како да спроведува експерименти кои скапо не чинат. Молчат и не одговорија на прашањата за кои јавноста чека одговори. Министерството за образование и наука, наместо да обезбеди учебници за учениците согласно законските обврски, спроведува договор за подготовка, печатење и дистрибуција на материјали за еднократна употреба во основното образование во вредност од половина милион евра. Почитувани граѓани, овие материјали се со важност од само 3 месеци. Внимавајте, за првото тромесечие од учебната година. И тоа само за прво, второ, четврто и петто одделение половина милион евра. Во бројка, тоа се скрипти за само 80.000 ученици. Дополнително, примената на овие привремени учебници во понатамошниот образовен процес се уште не е утврдена. Најверојатно, истите нема воопшто да се користат. Или можеби ќе се користат за адекватна замена онаму каде што ќе недостасуваат учебници, бидејќи видовме, тоа годиниве стана пракса. Половина милион евра потрошени за една употреба. Да биде состојбата уште посомнителна, говори и фактот што овие така наречени скрипти се збир од материјали кои власта успеала да ги сублимира од минатогодишните учебници и дел од новите. Имено, станува збор за само една скрипта учебник. Внимавајте, само една скрипта од 100 страни во кои се содржани сите наставни предмети. Дополнително, содржината на оваа скрипта е збир од веќе постоечките минатогодишни учебници и само поделена во делови за да се направат материјали за учење. Почитувани, отсуствува чувството на одговорност од министерот Шакири. Када запрашан од новинарите колку ја чинеше државата печатењето на овие привремени скрипти, одговори дека не знае, го нема тој податок. Ние знаеме, тие привремени материјали чинат 530.000 евра. Министерството за образование и наука е должно да одговори кој ги одобрил овие материјали, зошто се плаќа за дупло печатење кога можеле да се испечатат учебници, знаејќи дека оваа скрипта е збир на учебен материјал од минатата година. И најважно, кој профитира, а кој губи од двојно плаќање за иста работа. Јавноста чека одговори. Благодарам.